Добре дојдовте. Да си кажеме денеска со една наша легенда за која не треба посебна најава, бидејќи сите го знаат. Љупчо Бубо Каров, почитувани, мое големо задоволство. Добре дојде. Исто и мое секогаш кога сум тука гости, секогаш ми е задоволство. Дали да ве персирам? Па не би требало. Не би требало. Од Не би почит требало. кон годините и кон се што имате направено, но еве за да ја олесниме Добро, комуникацијата па може. ние па се знаеме Почитуван Бубо. многу време и јас исто практикувам од професионален аспект да си пресираме кога сме по медиуми и после кога ќе ги прегледам интервјуата, гледам дека сме после првото, второто прашање сме заборавили, посебно кога сме се знаеме долго време со говорениците. Добро. Ти добар ли си? Честитки за сите, фала Богу, добар. Честитки за сите награди. Последното интервју, односно последното гостување во ова студио беше по добивањето на орденот за заслуги од тогашниот председател, минатата есен, минатиот октомври, 11 октомвриска награда. Да. 30 години јубилеј, многу награди, признанија, многу заслуги, затоа не сгреши во најавата кога те најавив како жива легенда. И ја и на времето од Тито добив две медаји, Јован, како ми закачи тук и тук. Она кога го раскажа Во во тој скечот, познат да, скеч кога да. го поправате автомобилот. Тоа го кажав на шега и кога орденот од председателот кога го добивавме, кажав дека ова ми мене трето. Ми прв. Така, од Тито навам. Убаво е на овие години, порано тоа не ни значеше многу наградите, меѓутоа сега на овие години малку е поинаку. Така. Почитувани со Бубо Каров има милион поводи и теми за разговор, меѓутоа непосреден повод за денешното, да си кажеме, се трите концерти кои се најавуваат како големо шоу, своједен спектакл, бидејќи таму нема да бидете само Васко, Бранко и Бубо, вие тројца, главните носители на ликовите на К15, туку и зад целиот тој настан застанува познатиот режисер, еден од нашите најпознати, Синиша Ефтимов, потоа таму и музичарот Емин Джијанели. Целиот джез оркестар, да. Целиот джез, 30 музичари. Комплетниот, да. Така што може публиката да очекува? Еве, од утре вечер во 20 часот во арена Борис Трајковски, веројатно ќе бидат овие 3 дена таму. Па да, првиот концерт е петок, 16, вториот е сабота, 17 и третиот е недела, 18. Па што може да очекуваат? Може да очекуваат оноа што има можност да го гледат во текот на 30 години постоење К15. Направивме еден избор на, условно речено, скечевите за кои сметаме дека се така поинтересни и кои се поприлагодливи за настап во живо. Тука мислам дека одлично ги врза Синиша Ефтимов, ги врза сите тие работи да изгледаат како една целовечерна представа, без застој. Значи ќе имаме чувство публиката како да сме во театар. Па, од прилика така, како да сме у театар, со тоа што тоа ќе биде прошарано со музика, со дел ќе биде прошарано со инсерти на голем видеобим од други скечеви што нема во живо да бидат изведено, кај што ќе продефилираат сите ликови што учествувале во К15 од постоењето до денеска. И одличниот оркестар под водство на Джијан, навистина, ние сега последниве проби више почна да добива, да се оформува тоа како една целина, бидејќи за нас како К15 ова е новина. Сега ќе го работиме како ваков тип на проекти и нас ни е интересно и... Да, кога го објавивте минатата година кон крајот, се најавуваше прво така како камбек на К15 и може би луѓето очекуваа нови скечеви, но вие најавивте 3 концерти. Да. Па луѓето може би очекуваа нови овакво скечеви, меѓутоа ние од старт знаевме дека концептот ќе биде тој. Више, кога правиме, кога прославуваме 30 години од К15, ред е да ги испрезентираме, да се подсетиме на тие работи што сме ги работеле и да ги направиме тие
условно пак ќе речем бидејќи тоа е индивидуална работа, секој сам се прави проценка што му е најинтересно. Али мислам дека и изборот е добар. Сега има тука проткаени се и некои у диалозите има некои промени кај што нешто и ново ќе се каже од актуелното, мада Ги актуализирате на некој начин. По тоа како ги вежбавме скечевите, повторно се потврди тоа дека тоа што сме го кажуеле и што сме го третирале у К15 се уште е актуелно. Се уште е као денеска да се... За жал. Да, за жал. На општа жал. Добро, а нови скечеви понатаму? Па Бидејќи се најави уште ова и нема век. Не, тешко дека ќе има нови скечеви, бидејќи... Немате инспирација веќе. Останавте без зборови. Еве сега направивме скеч. Така ли? Дури и вас општеството, случувањата денес ве оставија без збор. Или не е така? Па не. Ние добиваме инспирација кога гледаме што се случува, како се случува. Значи тоа е малиот проблем. Меѓутоа, работава во нашиот бизнис е толку падната продукцијата е, знаеш и самиот дека у Македонија многу малку се продуцира играна програма. Така да ќе не остане само желба, претпоставувам и мене барем јас како што размислувам, мене ми останува нереализирана желба еден игран филм. За К15? За К15. Пошто документарен снимаме, сега не го спомнавме и тоа, снимаме режисерот Илија Каров, што случајно го познавам. Од семејство да, долу. Го имам сретнато у моја фамилија. Он го работи филмот за 30 години К15, кај што документираме туку речи се што се случувало, вклучувајќи го сега и делови од концертот. Така да уште игран филм ќе ни остане како документарен ќе има, еве сега јубилеот ќе го заокружиме со овие 3 концерти. И спомнавме неколку имиња, марете да ги спомниме сите, да не ги кажувам по имиња и на некој начин да им изразам благодарност за тоа што гледам дека на сите соработници со кои што сме работеле, сите несебично се вклучија у цела оваа работа, сите од кои што имавме потреба да ни помогнат. Така едно сакам големо благодарам да ги кажам на сите и на вас медиумите што ми посветивте доволно внимание за да го најавиме овој проект. Се сеќавам на еден концерт на К15, иако не сте музичка група, делумно сте, практично со дуо трио, меѓутоа комбинација од скечеви и песни на градскиот стадион, тогаш така се викаше градски стадион Скопје, денешната арена Тодор Проевски. Ве донесоа со хеликоптер, ве изнесоа со... Весимна, така, со хеликоптер, потоа ве изнесоа со полициско комбе, па повторно ве вратија со болничка кола, со брза помош. Беше тоа доста атрактивно, така. Во тоа време беше спектакл. Што има некое такво изненадување сега, што може малку барем да го наговестите сега да го споменеш како тригер за... Па имавме идеја со дронови да се симниме, меѓутоа не се открива горе салата Борис Трајковски. Да беше на стадион, може да се шала. Добар е покривот, значи тамо се уште покривот добар. Чим не протече... Не е како на базенот. Да бевте на базен, можеби ќе се најдеше некоја дупче. Ама добро, види, јас не знам зошто толку паника се крена со протекувањето на базенот. Па и доле вода и горе вода, тоа се меша. Нема проблем, да. Може да се разлади само водата или да се стопли ако е ладна. Значи во Борис Трајковски арената ќе влезете низ врат, како и сите други. Да, веројатно од позади. Позади? Не на главниот улиц. Од зад сцената? Да. И би требало да биде интересно. Сега јас немам пракса однапред да зборувам. Мајч и самите најави вака човек како ги анализира не само за нашиот концерт воопшто кога се најавува нешто голем спектакл, ваков настан, ти не можеш пред да се случи наставно да кажеш дали е голем и дали е атрактивен и првите впечатоци треба да се видат после тоа. Да, треба да се види прво, па после да процениме колку е голем и колку е добар. Бубо, секој сам си ги селектираше своите скечеви? Можеш да кажеш кој ти е најдраг тебе во оваа пригода?
Па, најдраг. Мене од секогаш најдраг Кај ми што бил. ти си во главна улога. На тоа мислев. Најдраг ми е секогаш тој со на брат му кој му скрши кичмет. Мене ми е А тој. кој е најдобар филм ти што си го гледал? Тој на брат му што му го скрши кичмет. Тој. Да. А не значи она И кога после он на сите кои им ја скрши кога кичмет. треба да подготвиш пирепа кога одиш кај комшијата по Компијата. компи. Добар и тој е. Добар ли? Добар, ама многу одење има за тој. А ово е само стоиш и го раскажеш филмот. А тој до 9 додека стигнеш. Или кога се бањаш на улица. Да, Тој е легендарен. Тоа е штета што тој е малку тежок за изведување вака вакви услови у сала на сцена. Иначе тој е еден од, можам да речам, поуниверзалните. Таму нема говор, нема, само со игра е доловено све. И многу е оригинален. А и бањарката ми се свиѓа, што носам, сега не постои више. Добро, како се чувствуваш после гасењето на светлата или во овие години кога К15 не е активен? Сега е јубилеј голем, па повторно сте актуелни. Ве имаше и на Бубамара, ве имаше и со ордени, ве имаше и со медали, и со признанија. Кога светлата се гасат и кога Бубо Каров е Бубо, а не Цацко. Има ли нешто што ти недостига? Па добро, од една страна ми недостига тоа што ние, бидејќи работевме многу интензивно, многу се бркаше емисија за емисија, да се прават емисиите. Ние никогаш не сме имале услови, например, однапред да произведеме не знам колку, 5-6 барем епизоди, за да можеме после на раат да ги работиме. Се било утрчање. И после кога престанавме да работиме, во прво време ми беше супер, малку ќе одмориме сега, после почна да ми станува досадно, па после се навикнав на тоа Па затоа досадното. велам, кога нема прозорец да се изразиш, а имаш многу инспирација и мотивација, велиш, работите бавно се менуваат во нашето општество, за жал. Вашите скечеви се актуелни денес и младите генерации ги гледаат на социјалните мрежи на YouTube. И ако не е проблем продукцијата, веројатно би имало и нови скечеви. Да. Меѓутоа, ете, таму сме кај што сме и затоа велам, тој прозорец за да го кажеш тоа што ти лежи на начин на каков што го кажувате вие низ хумор и сатира, дали не ти недостига? Ми недостига нормално целата атмосфера на работење кај нас. Работата е таква да ние и се забавуваме низ работа. А тоа е најголемата придобивка човек кој има можност на работата на вистина да му причинува задоволство, да му е интересно, со кејф да оди на работа. Да се зезаме на работа. Што ни викаат некои пријатели, абе супер ви е вас цел живот се зезате веќе и со тоа заработувате. И сега ќе си почитиш, ќе речеш дојди. Имавме случаи наши пријатели ќе дојдат на снимање и кога ќе видат како тоа функционира снимањето, вика, абе ова не било ја како што мислев, не било толку едноставно. А и не ви е тешко, толку па се смеете од друга страна. Добро, кога чувствуваш дека скечевите се актуелни, тоа значи дека нема полза од сатирата, дека сатирата нема моќ да ги менува работите на подобро. И во таа смисла, дали и тоа ве обесхрабрува, ве демотивира да правите скечеви? Мене да, искрено да ти кажам, вака никој до сега не ме прашал вакво прашање. Мене за жал да, и јас почнав да се повлекувам последните 10 години баш за тоа, бидејќи ме демотивира. Дури во некоја рака чувствувам некој кој ќе ми рече дека К15 многу придонесоа уопште во развојот на општеството се преиспитувам дома дали стварно сме придонеле, дали сме успеале нешто да, освен тоа што сме ги насмеале луѓето да имаат ведар дух и добро расположение. Не сум сигурен дека сме успеале нешто да поконкретно да смениме. И затоа е еден од насловите кои ги ставив долу во разговорот, во подпис, К15, односно хуморот и сатирата, присутен во вашите скечеви,
барав одговор како со еден збор да ги дефинирам, дали се тие лек, дали се анестезија или пак се аларм за освестување и за будење, и веројатно од оваа перспектива ќе се согласиш со мене дека повеќе дојдовте како некој лек, некој ублажувач на болки за полесно да ја преживееме онаа стварност 3 децениска низ која поминавме, Да. отколку како аларм нешто да се промени. Па ги содржи сите елементи што ги спомнати, и лек, и аларм, меѓутоа у различен сооднос. Да речеме, повише лек и малку да ги луѓето разонади, отколку што е аларм, а би требало да биде обратно. Би требало да биде аларм. Не само К15. Се што се работи и што не знам, не гледам дека нешто се менува. Дури и тоа што се менува, мислам дека оди у погрешен правец, у негативен правец, дека премногу останавме робови на овие што се социјалните медиуми. Барем јас имам такво мислење дека Значи остануваш традиционален, тука- поддржуваш на традиционалните медиуми повеќе. па Се менуваат. да, поддржуваат на традиционалните медии затоа што таму се уште постои нормалната комуникација. Не знам, ние разговараме сега како живи луѓе кои што Господ не создал да разговараме, ни дал разум, ни дал ум, ни дал моќ на говор за да може да разговараме. А можевме и вака да видиме се. Онлайн, Замислете да. емисијата сега. Ти тука и јас тука, на иста маса седиме. Ја ти викам што правиш, ти ми одговараш тука, а гледачите немаат појма што правиме. Добро, можеби и затоа се добар единствениот скеч. од триото кој дојде денеска во Телма. Бранко и Васко ги нема, презафатени се или Па, не веруваат повеќе во телевизијата како медиум? Не, у моментот се презафатен. Васко требаше да дојде, меѓутоа стварно е спречен, не може да дојде. Денеска се најжестоките проби, веројатно. Да, денеска се иначе имавме до доцна проба, денеска имаме пак проби, денеска се селиме у салата и јас вака како најгабаритен ги застапувам тројцата. Ако имаш некои прашања за нив 20 да пробам јас да ги одговорам. Бубо, од оваа дистанца денес, кога би можел нешто да му кажеш на Цацко од пред 30 години кога почнувавте, кој совет би му го дал? Ако станевме средена држава, условно кажано, во овие 3 децении, ќе немаше место за Цацко, ќе немаше потреба од Цацко. Вака имаме потреба од Цацко, а немаме доволно можности да го имаме повторно Цацко, Миле и Тошо. И никако не си. Затоа велам, веројатно зависи од сето, можев да му давам совет. Првиот би бил што ти требаше оваа работа, а вториот би бил и што се од ти 30 години су те пуевте од работа, избореше, кога гледаш дека ништо не се менува. Иначе тоа не само на Цацко, тоа би го прокоментирал и со било кој соговорник. Кога ќе се видите со Васко и со Бранко, кога ќе седнете... Ќе ги поздравам. Заедно. Да ги поздравиш многу. Каква ви е комуникацијата? Најнормална. Се смеете или разговарате за сериозни теми? Загубивте веќе и енергија и волја за смеење? Ние никогаш не сме изгубиле волјата за смеење. Секогаш за жал, кога ќе се сретниме, после 5 минути тоа се претвара више во многу интересна средба и многу добра дружба. Меѓутоа, животот не носи секој на различен пат после престанењето со работа со К15 и за жал помалку се гледа. Инаку сега кога се собравме као прекидачот би да бил ставен на двојка, сега само го ставивме на 6 или 8, зависи од потребата и си функционира тоа најнормално. Синиша Ефтимов го чув, вели Бранко е професионалец, го праша Жарко како да ве опише со еден збор, вели Бранко е професионалец, Васко е уметник, а Бубо е дебел. Не, Бубо е романтичар или емотивец, така некако. Може, да. Може така да се... Тоа е спојот, рецептот за успех, еден романтичар, еден професионалец и еден уметник. Па рецепт нема за успех.
Рецепт за Вие уст. Тоа е сте као К15, не К15. У наша работа е као расолница, треба да се погоди. Или као лубеница. Едино сега како што продават лубениците на пола, па можеш да видиш дали е зрела или не, ќе си купиш пола. Така. Или ќе му кажеш на мајстор, пресечи ми оваа на 3 и кога ќе видиш дека е добар, дај сите 3 ќе ги зеа. Кога прашав дали ја загубивте волјата за смеење, мислев и на она дали ја загубивте визијата, односно надежта дека еве ќе доживее оваа генерација на која припаѓаме и ние, да ја видиме Македонија како средна и нормална држава со оглед на не само вашата призма на наблюдување на нештата низ хумор и сатира, туку и генерално. Бевме земја на сонувачи, имавме и младешки идеали дека нешто ќе смениме на подобро и секој си работеше во својот дел. Да. Дали во меѓувреме со оглед на македонскиот менталитет нешто зрееме како луѓе, не можеме само да го вперуваме прстот во политичарите, во општеството, бидејќи државата сме сите ние, нели? Да. Многу сакам да ти одговорам со еден убав позитивен одговор, дека одиме напред, дека имаме на што да се надеваме, меѓутоа за жал немаме и за жал како се одвиваат работите од тоа што јас можам да го гледам и да го проценам, слободно можам да речем колку и да звучи тоа претенциозно или малку може и дрско и безобразно, бидејќи стварно сме предвиделе многу од настаните. Не се многу розови предвидиви. Се гордеете со тоа што предвидите? Па добро, убаво е кога ќе речат вие тоа сте го предвиделе, меѓутоа ние знаеме дека нити сме видовити, нити сме нешто па ве споредувате со Симпсонси. Да, нити сме екстремно, не знам, интелигентни, меѓутоа само не сме слепи. Го кажуваме тоа што го гледаме. Кај нас е најголемиот проблем тука во нашава држава во Македонија, најголемиот проблем е тоа што не сме реални, што не сме искрени, што не сме не работиме по животот е логика. Основниот принцип на животот е логиката. Моралот. Тие работи чим не постојат, не може ништо да постои доди напред. Се движи у погрешна насока. Така да наши развојот ни тече у погрешна насока. Ние, например, за Куманово одиме преку Тетово. Нема потреба. Вака кажано народски у една реченица. Така, и навистина е поразително кога некои скечеви се сурово вистински, дури малку и печат, малку болат кога ги гледам, а се пред 20 години, да речеме, продуцирани и снимени, а се правени како да се наменете за денес, да, за актуелната состојба. Пече тоа, боли за тој што знае да процени, навистина пече и треба да пречи тоа, ама кај нас ги прескокнуваме тие работи. Основната причина, мислам, кај нас дека е немаме чувство за колективност, за колективна одговорност, колективно работење, да немаме чувство за тоа дека низ индивидуалните залагања треба да го градиме како колективитет општеството, а не да бараме општеството да ни го решава колективниот проблем. Имаме ли како луѓе смисла... Ако добро се изразев, не знам. Одлично. Имаме ли како луѓе смисла да се исмеваме самите на својата сметка, односно дали или сме многу длабоко искомплексирани? Исто многу добро. Извини што те прекинам, знам што сакаш. Значи, врвот кај луѓето е тоа да треба да бидат подготвени на сопствена сметка ја не би рекол да се исмеваме, ама да се истерпираме да се насмееме. Да се насмееме на сопствена сметка. Порано луѓето побише прифаќаат такви шеги. Сега малку е повише сменето времето. За се љутат и една работа што толку ми пречи, толку едноставно се вреđаме едни со други, се навредуваме, толку едноставно не е да се псуеме, да се омаловажуваме. Ја не знам дали некаде у свет постои некоја друга нација што толку лесно и
и безболно го прави тоа. Не можам да сватам. Јас не сум човек што е активен по социјалните медиуми, меѓутоа пријатели ми кажуваат ми кажуваат случаи, така да јас тоа не можам да го сватам. Хоќе прочитам некој. Има и духовити. У тој правец, например, има луѓе што се многу духовити и со задоволство да прочиташ такви коментари. Дури и да некого да пецне со тоа и пак е задоволство да го прочиташ. Меѓутоа, кога ќе видам некои работи на TikTok, на YouTube, било каде, дури луѓето се кајчи да ги пратат трендовите, свесно више почнуваат да прават глупости. Тоа па воопшто не можам да го разберам. Свесно да правиш глупости за некој да те види на телевизија. Дури има луѓе што ги знам дека не размислуваат така, а за да се допаднат некому или за да има поголема гледаност, прават... Од режија ми пуштаат шпица, што е сигнал дека треба да се одјавиме. На крај морам да те прашам кога последен пат си се насмеал од срце и зашто? Тешко, ај за наредното интервју да го оставиме. Тешко се да кажам кога така лесно и од срце сум се насмеал. А има неисцрпна инспирација во тебе и материјал за нови скечи. Има. Ти благодарам многу, живи здрави и уште многу јубилеи. Благодарам за поканата и да сме здрави и живи доживотно. И поздрав голем за Васко и Бранко. Обавезно и цела екипа.